Иако нема титули. Добар вечер, почитувани гледачи. Отворено студио 1 на 1 ТВ, најбрзо растечката приватна телевизија во Македонија. Вие сте на каналот и во терминот на вечерната дебата на 1 ТВ. Предпоставам дека од политика ви е здодејано, бидејќи и денеска денот беше интензивен, а ветува и целава недела, а веројатно и наредните месеци да биде со истиот интензитет. Затоа вечера решивме да промениме малку темата, да не разговараме за политика, туку да разговараме за економска политика. Тоа веројатно може да ви се стори дека е истото нешто, само поинаку спакувано. Но квалитетот и квалификуваноста на гостите со кои вечера ќе ги отвориме некои од актуелните теми во економијата, мислам дека ќе ве задржат на нашата програма. Вечера со нас од мојата лева страна, па натаму е професор доктор Никица Мојсовска-Блажевски, таа е професор на Американскиот универзитет во Скопје. Подпредседателот на владата задолжен за економија, професор доктор Кочо Анџушев. Добро вечер. До него е доктор Благица Петрески, која што е директор на Finance Think, еден од најеминентните невладини think tankoви кои што се занимаваат со економија, и професор доктор Трајко Славевски, кој што ни доаѓа од економскиот факултет, инаку е и член на извршниот одбор на ВМРО, извршниот комитет, се извинувам на ВМРО да помане. Дами и господа, добро вечер на сите. Имаме близу 1 час за расправа. А јас ќе започнам со прашање со кое може и да се заврши емисијата, но сеедно, бидејќи не планирам ова да биде, како да кажем, научна програма во која што ќе образлагаме семинарски трудови за економијата, јас сакам да ве прашам како е возможно Македонија, барем во моето паметење, тоа е веројатно со некој професионален ангажман во последните 30 на 35 години, да е нон-стоп во економска криза. Во меѓувреме земји пропадна и се дигна. Аргентина не сум сигурен колку пати, но најмалку 2 пати банкротираше. Грците имаат шанса додека ние излеземе од кризата, може уште некој пат да банкротираат вака од околинава. Ние 30 на години нон-стоп зборуваме за економска криза. Има ли волонтер кој ќе се обиде? Професоре, повелете. И сите тука сакаме да бидеме прецизни. Треба да дефинирате што подразбирате под економска криза. Зборот економска криза е застарен, тоа е термин на средината или малку знаем дека ќе ми помогнете. Век. Економска рецесија, нели, најверојатно на тоа мислите. Република Македонија има неколку рецесии. Една рецесија беше предизвикана од војната во 2001 година. Рецесија предизвикана од големата светска финансиска економска криза 2007-2009. Ние 2009-2012 имавме така наречена рецесија со двојно дно. 2 пати, едно по друго, влеговме нели во рецесија и не согласувам дека сме во постојана криза. Значи тука треба да се коригираме. Имавме периоди на висок раст, например 2006-2007 година стапки на раст над 5%, тоа се стапки на раст кои што сите би ги посакаме. Значи, не сме во континуирана криза, затоа што растот е незадоволителен, просечен сега, ако тоа го просечиме овие 27 години, далеко од потребите за подигнување на нивото на животен стандард на македонските граѓани, но не е точно дека сме во перманентна економска криза. Па последните 10 години не успеваме да го оствариме дури ни потенцијалниот БДП раст и сме не само што не успеваме, него сме прилично далеко од тоа. За последните 10 години ние сме негде кај меѓу 1,5 и 3% развој, а мислам дека ако не грешам потенцијалниот БДП е негде на 4. Исто тоа важи и за 10 години пред тоа. Така и за 10 пред тоа. Па значи кога велам економска криза мислам на тоа, професоре. Сигурен сум дека постои стручен економски термин кој се вика економска рецесија, но граѓаните го чувствуваат тоа како еден постојан напор да се стигне негдека каде што цело време се стремиме, а не успеваме, погледнато преку сите, веројатно, како да ви кажем, граѓански статистики, значи невработености, стапки на иселувања, стапки на вработеност на млади и така натаму. Во таа смисла економска криза. Добро, веројатно би можело да говориме дека е тоа резултат и на континуираната политичка криза. Бидејќи, веројатно, тука, ако говориме за последните 30 години, сме и во некаква постојана политичка криза. Но, Никица, имам и право кога вака ветерам да ми објасните нешто што може за гледачите да изгледа занимливо. Како да стигнеме до тој некаков потенцијал кој го имаме, а не успеаме со години да го достигнеме? Добро, значи прво треба да прифатиме дека сите економии се движат во некој економски циклус. И значи ова што го кажа професорот, меѓутоа исто ќе кажам, значи успони и падови во сите економии. Тоа е особено поизразено во Македонија како мала и отворена економија. Значи нашата економија во голема мерка зависи од она што се случува во Европската унија и во нашите најголеми трговски партнери,
најмногу би рекла Германија. Значи, сите оние моменти или кога има зголемена побарувачка во Европската унија, македонската економија се одвива добро, значи имаме зголемено производство и извоз и спротивна секако. Значи, сега овој период за среќа гледаме дека во Европската унија има повисоки стапки на раст, меѓутоа за жал ние иако претендираме треба да ги стигнеме некако во животниот стандард, нашата економија расте побавно. Значи од Словенија, која што сега имаше стапка на раст од 5%, од Чешка и така натаму, дури близу до Германија ни е стапката на раст. Значи не можеме да ги стигнеме. И веројатно тоа е што не фрустрира. Ние треба да имаме многу повисоки стапки на раст за да можеме да го стигнеме тој животен стандард. Тоа го видовме во 2006-2007 година, тоа беа години на висок раст, над потенцијалниот, она што вие го споменувате, кој што е околу 4,5-5%. Значи успеавме, меѓутоа фрустрацијата дека не можеме да го одржиме тоа темпо. Значи некаде грешиме. Да ги видиме кои се политиките кои што можат да не донесат повторно до едни такви стапки на раст. Ако ме прашувате во однос на кризата, или јас би рекла тоа е транзиција, значи не е криза, не сме во постојана криза, меѓутоа за жал во постојана транзиција. И она што е проблем според мене, не го гледаме крајот на транзицијата. Или не знаеме како изгледа крајот на транзицијата. Бидејќи додека ние сме во таква транзиција, светот зборува за четврта индустријска револуција, роботики, напредни технологии, а ние велиме како да излеземе од транзицијата. Значи тоа е вистинското прашање. Како изгледа крајот на транзицијата? Има ли увид во оваа проблематика, господин Ѓучев, владата? Има ли владата стратегија како да излеземе од оваа транзиција? Значи, после година дена би можело да се говори веќе за доволен период за правење на некаква стратегија. Значи, јас ќе се обидам со речник кој што предпоставувам ќе биде поприфатлив за гледачите да објаснам како јас гледам на таа работа и воедно како и владата гледа на таа работа. Прво, значи, проблемот во Македонија со економската криза или да речеме како сме во континуирана криза е врзана и со светската. Зошто е светската криза, светската економија во криза, па е прашање за Нобелова награда веројатно. Меѓутоа ќе се задржам на Македонија. Видете, јас мислам дека треба да тргнеме од самиот период на приватизација и транзиција. Значи, ние имавме едно социјалистичко општество кое што беше подредено или организирано за некоја голема држава. Мислам дека тој период не го поминавме најсреќно. Рецидивите од тој период ги чувствуваме можеби и до денеска. Некои делови се добро направени, меѓутоа знаеме дека многу индустријски капацитети пропадна. Еве само многу Велес да споменеме, имаше 19.000 вработени во индустрија, денеска има 5 до 6.000 вработени во индустрија. И ние уште не можеме да го достигнеме индустријскиот раст или нивото на индустријско производство од тие години, од тие периоди. Тоа значи дека не сме постигнале никаков напредок. Зборот транзиција мене не ми се допаѓа, бидејќи знаете транзиција може да биде година, 2, 5, не може да биде 25 години транзиција. Тогаш е состојба. Така да во таа смисла, значи сакам само да се надополнам на она што го кажа Никица. Јас го гледам крајот на транзицијата, значи јасно ми е како тој треба да изгледа. Затоа и седам веројатно во владата за да ми биде јасно како тој треба да изгледа. Јас сакам да дадам надеж на сите граѓани во Република Македонија дека доколку се спроведат сите политики кои што ги имаме зацртано и ги имаме во план, а мислам дека ќе имаме простор во оваа емисија тоа да го кажеме, мислам дека ќе го видиме планот на односно излезот од таа транзиција. Многу е битно да кажам дека во Македонија имаше во одредени периоди многу големи варијации во растот на бруто домашниот производ, во индустријското производство и така натаму, пред се во градежништвото. Меѓутоа видете, ако вие правите виртуелна економија, а во еден добар дел ние во последниве 25 години, да не бидам погрешно сватен, правиме виртуелна економија, со проекти кои што во еден момент прават некаков резултат, па после ги снемува и не можеме да успоставиме континуитет, мислам ќе зборуваме малце покасно за тоа, тој модел треба да го напуштиме. Ние треба да направиме економија која што ќе биде одржлива на подолг рок и точно за таква економија се надевам дека ќе имаме простор денеска да зборуваме. Добро. Благица, кој е вашиот став? Има ли право подпредседателот кој вели дека го гледа крајот на тунелот? Што велат истражувањата на FinanceThink? Истражувањата на FinanceThink се фокусирани на како треба да изгледа еден економски, кој треба да биде двигателот за еден економски раст и како треба една економија да изгледа, и она што ние сметаме е дека продуктивноста е клучна за да имаме еден посилен економски раст. Што тоа значи? Тоа значи
Продуктивноста значи колку еден работник произведува производи во еден час. БДП повработен, Она што треба да го промениме е да им овозможиме на тие вработени, на работниците за еден час да произведуваат повеќе од она што во моментот произведуваат. Само преку зголемување на продуктивноста ние може да зборуваме за една посериозна економија и за стапки на раст кои ќе го достигнат оној потенцијал за кој што вие претходно го споменавте. Продуктивноста би можела да се звучи едноставно вака, ама дефинитивно не е тешко веројатно да се затоа што доколку ги погледнеме резултатите во изминатите години, ние многу малку напредуваме на нивото на од аспект на продуктивноста. Продуктивноста многу малку придонесува за тој економски раст во изминатите години и токму тука ние треба да ни биде фокусот за да постигнеме едни подолгорочни стапки на раст. Тука може да зборуваме и од аспект на човечкиот капитал, да ги подобриме продуктивноста на работниците, меѓутоа исто така и да зборуваме за продуктивноста на капиталот или за инвестиција во технологија, иновации и таков тип на инвестиции. Верувам дека подоцна ќе се задржиме малку повеќе. Професоре Славевски, сте били министер за финансии и сте били во и надвор од политиката и така натаму. Предпоставувам дека овие реформи за кои говорат вашите колеги е секогаш известен кост-бенефит во однос на ефекти со политички ефекти. Тоа значи дали се влегува во реформа на пазарот на трудот, дали се влегува во форма на земјоделската политика, секогаш на некој начин се множи со следните избори. Како вам ви се чини ова? Прво, мојот впечат дека ова не е проблематика која може една влада да ја направи. Например, реформа на земјоделието, предпоставувам дека сите ќе се согласите, не е задача за еден мандат. Сте били надвори внатре во политиката. Како ви се чини ова голијатска задача? Видите, ќе се изненадите можеби кога ќе посеќаме една личност позната, председател на Европската комисија му се припишува изреката Жан-Клод Јункер. Ние знаеме што треба да направиме, но не знаеме ако тоа го направиме дека ќе добиеме следните избори. Да. Тоа е дилемата на политиката, краткиот рок, понекогаш и таа миопија, што е присутна секаде во демократските системи, онама каде што има политичари кои што излегуваат на избори. Сега во врска со јас само да додадам транзицијата, мислам дека е завршена барем првата генерација на реформи, тоа беше приватизација, либерализација, реструктурирање на предпријатијата, а втората фаза се институционалните реформи. Тука каскаме. Дори имаше назадување. Значи, институционални реформи, јакне на институциите, независни регулаторни тела, например. Институции на пазарната економија, конкуренција. Тука веќе можеме да дебатираме. Монополизација на одредени сектори и слично. Значи, сега, кога станува збор за потребните реформи, најверојатно е потребно и преиспитување, да свртиме малку поглед наназад, да видиме што или на што сме се подпирале во минатото. Кој модел на раст сме форсирале? Дали тоа било преку личната потребувачка, дали преку форсирање на извозот? Ево сега слушнавме, макар што не е доразработен тој модел, дека оваа влада протежира модел преку покачување на платите. Нешто многу ризично, зашто се имаме изјаснато во барем дел од владата, сега не мислам на целата влада. Се имаме изјаснато во друга прилика, но новиот модел на раст најверојатно и тука треба да градиме консензус, треба базиран на една паметна индустријска политика за детектирање на оние сектори во кои што македонската економија има конкурентни предности, онам од кај што можеме да тргнеме, привлекување на странски директни инвестиции кои што нема да бидат импланти во нашата економија без никаква врска со околината, туку ќе бидат во служба на домашната економија, а за тоа постои и теоретска подлога, а мислам дека постои стручен кадар кој што тоа може да го обмисли во Република Македонија. Бруто домашниот производ е комбинација помеѓу потрошувачката, буџетот, помеѓу инвестициите и разликата помеѓу увозот и извозот. Тоа се овие компоненти за кои што професорот говори дека во зависност од тоа што ќе се определите да го бустирате, да ви расте, дека така веројатно се крои стратегијата. Во вашата влада, господине Ѓушев, што е, на што давате акцент? Видите, значи да ја упростиме работата колку што може повеќе, бидејќи е комплицирана. А тоа е вака, значи ако гледате структурата на бруто домашниот производ во Македонија, ќе видите дека се тоа углавно 4 двигатели. Има повеќе сектори, меѓутоа се 4. Тоа е индустријата, која ќе зборувате за индустрија внатре спаѓа и енергетика и рударство.
Значи, тоа е градежништвото, тоа е земјоделието и тоа е трговијата. Тие се главни. Има и други нормално, кои што не влијаат толку многу. Ајде да видиме, да направиме една ретроспектива што направивме ние во сето тоа. Ако ги видите моментално бројките, ќе видите дека во 3 од тие 4 бројките се одлични. Ги имаме пред нас, можеме да ги издиктираме. Секаде се над 3-4%. Каде е проблемот? Проблемот е во градежништвото. Ќе го објасниме и тоа. Што е како треба да изгледа Македонија? Тоа го констатираше извештајот на Светската банка пред некој ден. Извештајот на Светска банка е многу веродостоен и податоците кои што се внатре. Но предупредува и на ризици исто така. Така е. Сега, значи кој е излезот за Македонија? Две работи ние мораме итно да направиме. Првата работа, ние треба да заборавиме проекти со кои што сериозно ќе да задолжиме државата, ќе земеме, не знам, 3 милиарди евра кредити и ќе ги потрошиме на нефизибилни градежни проекти и со тоа ќе направиме некаква градежна експанзија која што на никого не му треба и не е физибилна, ќе ја задолжиме државата, при тоа ќе набилдаме, значи, градежништво и GDP, ама тоа е нездраво, тоа е балон. Не е логиката во тоа да се свртат парите? Па не да баш, заради тоа што ќе се свртат парите ако тие проекти се sustainable, што се вика, одржливи, ако може сами да ги враќаат парите. А ако вас ви требат дополнителни пари за тие проекти да трошите за да ги одржавате, не гледам како ќе се свртат парите. Меѓутоа, али по друга страна градежништвото е многу корисно ако е во физибилни проекти, а физибилни проекти се проектите кои што треба да ги прави државата во инфраструктура. И управо тоа се обидуваме да го направиме. Но ајде да се вратам на она што е двигател главен. Двигател на долг рок е индустријата, земјоделието, трговијата. Индустријата мора да биде, добро забележа Благица, нас ни фали продуктивност. Зошто ни фали продуктивност? Бидејќи ако вие зборувате за индустрија во Република Македонија, вие не можете да зборувате за индустрија за домашен пазар, бидејќи пазарот е 2 милиона жители. Вие морате да зборувате за извозно ориентирана индустрија. Ако видите кои се солидните индустријски капацитети у Македонија, ќе видите дека тие се доминантно извозни. За да зборувате за извозно ориентирана индустрија, во тој случај вие мора да зборувате за конкурентност на целиот пазар во светот. Значи, вашата индустрија мора да биде конкурентна. За да биде конкурентна, мора да биде продуктивна. Основните фактори на продуктивноста се да има пристап до технологија, да има пристап до ноу-хау и да биде добро организирана. Организацијата зависи од сопственикот, од менеджерската структура. Меѓутоа, пристапот до технологијата во голема мерка зависи од финансискиот потенцијал. Како вие ќе се борите со целиот свет ако вашите конкуренција има грантови 50-60% за технологија, се членови на Европска Унија и еве само за еден пример да речеме. Значи ние дигнавме голема галама околу фондот за иновативност во кој што едва издвоивме 10 милиона евро оваа година во нашата држава за предпријатијата, паралелно и тоа од сопствени буџетски средства, значи од даночните плаќачи на Република Македонија, кога паралелно на тоа Бугарија има 400 милиона пари од Европска Унија за истата таа намена. Како македонските фирми ќе конкурираат на тие фирми, на румунските фирми? Значи вие морате да имате технологија која што ќе може да ви даде продуктивност. Продуктивност не се прави со чекан. Продуктивност се прави со современа технологија и машини и секако ноу-хау кое што зависи од образованието и тука мора да се менуваат работите. И последно, земјоделието, ние истрошивме сериозни средства за субвенции. И се уште ги трошите, ако се да забележи. Стотици милиони евра годишно, а резултатот од сето тоа уназад се зголемува увозот, паѓа домашното производство. Значи, дефинитивно, во тие два сектора мора да настанат промени и во градежништвото. Сега, ако има време во емисијава ќе го објасниме, но она што сакам да го кажаме, посветени сме на индустриализацијата, направивме закон кој што е рамноправен, не прави дисторзија, резултатите ги гледаме, бројот на странски инвестиции, ако некој сакаше да прикаже дека ги нема, се апсолутно рекордни во последните години. Само во првото полугодие од оваа година се 327 милиона евра и тоа е повеќе неколкукратно од претходната година или најмногу успоредено со претходни 4-5 години. Подпредседателот ќе ги истрошите сите аргументи за успешноста владата во првите 15. Сакам да кажам дека на тие три основи треба да се базира работата. Значи, и управо тука ќе бидеме посветени. Еве, професорката сите се разбира. Апсолутно. Мислам дека идеолошки не се разликуваме генерално сите соговорници вечерва, меѓутоа се разликуваме веројатно во начинот како мислиме нешто да се постигне.
И тука би се надоврзала на тоа од каде би дошол растот. Значи, јасно е дека во ваква мала економија растот би дошол од извозот или мора да дојде ако сакаме да постигнеме повисоки стапки на раст. Проблемот е што во Македонија во моментов има само 3500 фирми кои што се извозници. Тоа е само 5% од вкупниот број на фирми. Да не зборувам за така наречените фирми газели, кои што се 0,5% од сите фирми, значи 350. Тоа се брзо растечки и млади фирми. Сега, каде што јас не се согласувам со сегашните мерки, е тоа дека ние се фокусираме на овие 5% од фирми, на овие 0,5% од фирми, меѓутоа, за да постигнеме високи стапки на раст, ние мора да ги вклучиме некако и останатите фирми. Значи, не може ние со 3500 извозници да направиме толку високи стапки на раст. Односно, зборувам за продуктивноста. Мора да се најде начин да се поттикнат тие фирми да се зголеми продуктивноста. Има некои такви мерки, меѓутоа да не се фокусираме само на најдобрите. Бидејќи на најуспешните не им се важни субвенции од државата. Тие ќе најдат, мислите, и на други места. Апсолутно, нив им е важно да функционира безпрекорно правниот систем, царинските процедури да се брзи, да има добра инфраструктура. Нив не им се битни субвенции од страна на држава. Во коректна конкуренција они секако ќе успеат. Апсолутно. Значи им треба она што на пример го направивме пред неколку години, тоа беше канцеларија за големи даночни обврзници во ИјП. За да не губат време. Сите институции им треба нешто такво, да не губат време. Само да не заборавиме дека има мерки за стартапи, акселератори кои што никогаш досега немало и средства за таа работа. Значи сериозни средства се детерминирани во буџетот, а еве почнуваат и да се реализираат за стартапи и за акселератори каде што ќе се развиваат стартапи. Тоа се нови фирми кои што влегуваат на пазарот. Зборувам за некој во средина на дистрибуцијата, онаму каде што треба да работиме. Во средина на дистрибуцијата, тој за да може да извезува, мора да има пристап до технологија. Ние управо тоа им го нудиме. Викаме, дајте програм за технолошки развој. Тоа што ние го рековме иновативност, малце вулгарно се свати, тоа е програма за иновативност и технолошки развој. Управо таквите фирми имаат до 70% помош да купат технологија и машини за да можат да бидат конкурентни. Професор Славевски, мислам дека има забелешки на Добро, вака сега мислам ако сме фери коректни во однос на ова што зборуваше овој почитател Ангјушев. Треба почекаме малку за ефектите. Првичните не ветуваат. Дури се проблематични, катастрофални. Како ги измерив? Речем од фондот. Па ево ги измерив. Имате ли пресметано колку за 83 работни места од оние фирми што добија поддршка од фондот за иновации? За 83 работни места имате трошок од 263.000 евра. Највисокиот износ по работно место досега што мене ми е познат. Мислам од сите анализи што сум ги ние зборуваме како да зголемиме продуктивноста, нели? Понатаму, видите, продуктивноста е да направиме повеќе производство со помалце вработени. Сака да каже професорот 10 милиони евра дадени за 90. Фонд за иновации, момент, фонд за иновации кажувате, имате проекти за амбалажа, имате проекти за маркетинг, се извинувам. Сега не, во ред. Да, поведете. Ајде сега, немојте малку пострпливо, така? За амбалажа, за маркетинг, најголем дел од она што јас можев да видам, од парите се дадени за софтвер. Дали внимајте, јас сум бил во состојба, нели, тоа се покажува како иновативно и така натаму. Сум бил во состојба како министер за финансии, имавме потреби како орган, нели, за одржување на системите, трезори и така натаму, да вршиме набавка на софтвер. Тоа е ѓаволски тешка работа. Тешко е да се определи цената на софтвер. И тука најлесно се перат пари. Софтвер може да се добие за 1000 евра, а истиот може некој да набави за 200.000 евра. И минатата влада и оваа влада се залага да има во Македонија силиконска долина. Па ни тогаш ни сега сакам да кажам во врска со ова што сега беше спомнато. Да не зборуваме, ајде да не бидеме минуциозни они имиња што проструја во јавноста, па враќање, па барање за врски, роднински, пријателски и така натаму. Сакате да кажете дека во принцип тој тип на интервенција нема да даде резултат? Значи стартот е лош. Прво на краток рок, како што сега изгледа работата. Но ево да видиме во ред, вие решавате проблем за 3 месеци, 6 месеци и така натаму. Не гледам кој е концептот, што е она што, како што беше кажано и од тука почитуваните колешки, ќе представува основа за одржлив раст. Треба многу повеќе во смисла веројатно и вие имате своја адекватни индустријски политики. Така е, да. Така, нашето мислење, моето конкретно е дека моделот за економски раст треба да се базира на бизнис и да биде бизнис ориентиран, односно ние мора да изградиме силен бизнис сектор
И тоа динамичен бизнес сектор и конкурентен бизнес сектор. Како да го изградиме тоа? Ние мора да инвестираме во технологија, мора да бидеме извозно ориентирани и мора да најдеме начин да се поврземе на оние синџири на добавување кои што се во странство. Меѓутоа, исто така треба да водиме сметка каков тип на работни места ќе креираме во земјата. Долго време фокусот беше на оние нископлатежни работни места кои најголем дел од работниците во Македонија работат, тоа се текстилна индустрија и земјоделие. Ние треба да се фокусираме на оние повисокоплатежни работни места, а тие се повеќе во услужните сектори, тука вклучително и IT секторот и оние сектори кои што нудат знаење. Ние треба во иднина да правиме стимулативни ефекти, меѓутоа и да правиме една околина која што ќе ги поттикне таквиот тип на компании. Стан Благица, ве разбирам, меѓутоа ова го слушаме со години. Еве ќе цитирам една ваша студија, еве баш затоа сакам да ваша студија која прави споредба за последните 10 години на структурата на вработените во Македонија. Која ќе ги видите сега, да не ги, тоа се вашите графикони така натаму, практично речиси да нема промена на структурата. Нема промена. Нема промена. Тоа што работело во индустрија работи денеска во индустрија, тоа што работело во градежништво, речиси 5-6% како пред 10 години, така и денес. Дали тука мора да настане промена? Не би се сложила во вработеност, има голема промена во структурата. Па јас ги гледам табелите кои што се споредбено направени. Значи тие се сектори, меѓутоа она што е важно за вработеноста тоа се занимањата. Во кои занимања работат? Таму има огромни поместувања. Имаме ли во овој правец за кој што се залага елементарни занимања, апсолутно кон техничари, кон професионалци, значи има голема промена. Значи нашата структура на економијата се менува. Како резултат што на образованието што до меѓувреме се покрива. Значи морам да кажам дека и врз база на странските директни инвестиции. Значи апсолутно да. Значи, ајде да не ги мешаме некои фундаментални работи. Јас стрпливо изслушав и сега стрпливо ќе се обидам да одговорам. Па као и вие сега, впрочем, да. Тоа и дебата, ајде малку да има динамика. Добро, да, добро да има динамика малце, али еве вие упаднавте сега, ви благодарам. Ако сакате нешто да кажете, почекам. Не, јас само значи дека сте некоректен, не слушавте стрпливо. Ајде. Еве сега ќе се искоригираме. Видете, не смееме да ги мешаме работите елементарни. Значи не треба да политизираме. Јас ова дебата ја сваќам како економска дебата и така и ќе одговарам, нема да политизирам. Значи видете, прво и основно Фондот за иновативност и технолошки развој. Значи таму имаше повеќе пари за технолошки развој. Прво да се разбереме, да разберат граѓаните што е иновативност, бидејќи викаме амбалажи и така натаму. Видете, знаете, у светот малце се иновативни проекти што го смениле светот радикално. А ако земете у последните 100 години у Македонија веројатно не постои таков. Па ние сега не очекуваме дека годинава 100 такви ќе испаднат. Иновативност е ако вие ова шише го правите со 10 секунди на машина, а сега измислите процес во кој што ќе се прави за 9 секунди. Тоа е зголемување на продуктивност. Ако трошиме 37 грама стакло, а сега го правиме за 27 стана стакло. Дозволете. Сега, вториот дел или повеќето пари се потрошени за технолошки развој. Технолошки развој не предпоставува вие да запослите нови луѓе. Предпоставува да направите технологија и машини во фирмите кои што ќе зголемат продуктивноста. Продуктивноста мисли да вие произведете повеќе производи со помалце вработени. Значи да направите технолошки развој, технолошки исчекор во таа фабрика. И јас можам да ви кажам дека тоа е и најдобрата мерка и тука да не ги мешаме фундаменталните работи. Зошто е тоа до сега? Еве ќе ви кажам, резултатите до сега ги чекаме да дојдат заради тоа што средствата уште не се поделени. Значи тоа што нешто спомна некој дека некој враќал некакви пари, нема што да враќа бидејќи уште никој ништо не поделил. Договорите сега се потпишани. Структурата на тој процес е дека сопствениците финансираат дел од своите средства и како финансираат сопствениците, така државата ги прати. Така да тие флоскули, пари враќал, па перење пари, па такви работи, ве молам, дајте да престанеме со тоа. Ако имате некакви поконкретни докази, кажете ги, ако не да престанеме. Значи, да се вратиме на суштината. Значи, суштината е, викаме, па еден добар дел од нив се IT, па сега програмите не можеле да се оценат. Веројатно повеќе од спомениците може да се оценат, али без разлика на тоа, значи, не станува збор таму дека некој купува софтвер. Не.
него ние им помагаме на компаниите да изградат капацитет и знаење да направат и продадат софтвер не на државата. Државата не го купува софтверот ниеден, него тој софтвер е за некакви корисници и во главно за корисници надвор. Па зборуваме за четврта револуција. Како ќе направиме четврта револуција? Четвртата револуција, индустријска, да биде јасно за сите гледачи, е дигитализацијата. Значи, дигитализацијата не може да настане ако вие немате компании во IT секторот. И управо затоа ние сме среќни што еден добар дел, или 65% од тие средства, се на компании кои што се од таа IT индустрија. Председателе, ве разбирам, меѓутоа тоа се релативно скромни фондови. Точно е, јас тоа. Знаете кога ќе станат поголеми? Време бидејќи тоа десетина милиони, економијата. Али досега биле нула. Така е, да. Биле нула, да не се лажеме. Кои се другите мерки кои што мислите дека ќе ја придвижат економијата? Еве тоа управо сега се. Значи покрај тие, значи фондот за иновативност кој што е скромен секако и од така почињаме. Имаме мерки за финансиска поддршка на инвестициите, да, тоа е за успешните, бидејќи успешните ги влечат со себе многу други компании, да не го заборавиме тоа. Викавме дека странските директни инвестиции се значајни и тука се согласувам со господинот Славевски дека да, ама да не бидат тие натурени на економијата. Ако земете вие колку странските директни инвестиции соработуваа со македонската економија, поразителна е бројката 0,75%. Значи тие биле баш такви натурени. Значи, ние сега треба да зборуваме за странски инвестиции кои што ќе прават финални производи да може да соработуваат со македонските компании. Мала е форматот на емисијава и четворица сме. Има ли такви најави? Има, да, се разбира дека има. Значи, можам да ви кажам неколку такви, веќе неколку дојдоа, 16 веќе дојдоа и во најава се некаде околу 7-18. Но, морам да потенцирам дека политичките настани во државата и како влијаат врз осетливоста на инвеститорите. Можам да ви кажам дека во моментот имаме разговори со најмалце десетина потенцијални инвеститори кои што очекуваат како ќе заврши овој процес политички кој што се одвива кај нас во државата. Не би сакал да ги споминјам нивните имиња, иако тие и сами излегоа на телевизија и го кажаа тоа, само ценам од коректност дека не е добро да ги споминјам и мораме да се ориентираме кон компании кои што прават финални производи. Тие имаат слобода да изберат подизведувач. Добро. Предпоставувам дека професоре, сакате да реплицирате на нешто од подпредседателот? Јас реков, можеби, нели беше кажано дека сега е почеток, крајниот вердикт, она што се вика, или крајниот суд ќе треба да го дадеме најверојатно после неколку месеци, кога ефектите ќе бидат скромни. Ево спомнати бројки 15, 16, 17, ама не се кажува со кои домашни компании се тие поврзани. Значи, пристапот треба да биде сосема обратен. Да, нели, утврдиме кои се можности, кои се капацитетите, кои се да таргетираме сектори со една како што реков овој прецизна анализа и самите компании да приоѓаат или државата кон странски компании, ајде ќе таргетирате, сакам да одонесам тој затоа што ќе ангажира уште 10 домашни компании. Од овие не верувам дека 15-16 се направи. Возможно тоа да се. Јас би сакала да додадам на однос на странските инвестиции. Неодамна имавме истражување кое што треба тек сега да биде публикувано и веќе споделам некои првични информации. Токму истражувањето беше за можноста за поврзување на странските со домашните компании. Каде се јазовите и каде се потенцијалите. Клучните јазови идентификувани за соработка беа технолошките јазови, стандардизацијата и вештините кои што ги имаат домашните компании, односно потребата од градење на тие дополнителни вештини како да се поврзат со странските компании. Дел од тие јазови може да се адресираат преку инвестиција во технологија, меѓутоа тоа било на некој среден до долг рок. Ние не можеме да очекуваме дека тој јаз би можел веднаш да се адресира. Меѓутоа, 5-10 години врз база на анализата на домашните компании, тоа за нив во моментот е голем издаток да инвестираат во дополнителна опрема и во дополнителни капацитети во смисла на фабрики. Меѓутоа, каде е најголемиот потенцијал? Најголемиот потенцијал е во услугите. Она што странските инвестиции користат најголем дел и имаат можности понатаму да се зголемува тој потенцијал на соработка и услугите. Кетеринг, транспортни услуги, IT услуги, консалтинг услуги, финансии. И веројатно тука ние треба во иднина да бидеме фокусирани, да ги подобруваме стандардизацијата, меѓутоа и квантитетот на услуги кои ги нудиме за да се зголеми таа соработка. Може ли тоа да ја повеќе од аспект на производ
производи, би сакала само да се доизјаснам. Анализиравме каква е можноста за во производи и во машини. Во машини ние во моментот не можеме да се надеваме дека може да оствариме соработка, а додека на страната на производи ни треба политики на среден рок за да ја зголемиме соработката со странските инвестиции. Да, би сакала се надоврзам да не премине во мачо дебатата. Да. Вечерва. Значи мислам дека она што повторно каде имаме несогласување од каде да се тргне. Значи она што во моментот го прави владата, тоа е и во плановите 369, е поаѓање од долу или од микрониво или микроменеджмент, па за да стигнеме некаде. А мојот пристап е дека треба да тргнеме од горе, значи да дефинираме која ни е целта, што сакаме да направиме, кои се приоритетни сектори и потоа да дизајнираме мерки за тоа да го реализираме. Мислам дека голем недостаток е што немаме стратегија за индустријска политика, веќе подолг период. За жал последната правена по теркот на ЕУ земјите имаше еден пристап хоризонтален, тогаш беше модерен пристапот и го прифативме, тоа значи не поддржувате ниту една индустрија, ниту еден сектор, за сите креирате одлични услови. И мислевме дека тоа е одлично нешто така во насока на ЕУ, да. Меѓутоа се покаже сосема недобро, бидејќи немаме таргетирано кои ни се приоритетни сектори, каде сакаме да привлечеме инвестиции. Кога вие ќе ги дефинирате приоритетните сектори, тоаш можете да работите со домашни фирми кои што се потенцијални снабдувачи. Да, ма секогаш сме имале проблем, професор. Зборуваме за ова, стандардизација, значи тоа се големи издатоци за малите фирми. Знам, ама владата кога се формираше имаше голем натисок од бизнис секторот да влезат бизнисмени во владата. Бизнисмените во принцип се луѓе како и професорот Анѓушев кои се занимаваат со проблеми кои што е реални, кои што се дневни и така натаму. Тоа е малку професорска визија која може би обратниот пристап. Меѓутоа исто така подпредседателот знае дека за еден бизнис е многу важно да знае точно на долг рок што ќе се случи со владините мерки. Значи таа предвидливост и известност за бизнисите е најважна кога прават стратешко планирање, дали е на една година планот и така натаму. Ние во моментов тоа не го гледаме. Значи, ние не можете со план 369 да излезете пред фирмите и да не знаат дали ќе се зголеми персоналниот данок, нема да се зголеми. Кој ќе биде прагот за зголемување или нема. Значи, таа неизвестност е погубна за фирмите. Да не зборам за странски инвеститори. Звучи логично, бидејќи во планот 369, ама ништо апсолутно нема за економија. Не, мислам на планот за економски развој. Тоа е друг план, да. Точно тој план ние го преточивме во закон. И рековме дека тој закон ќе важи најмалце 5 години. Значи секој инвеститор, јас ви благодарам што индиректно ја пофаливте програмата. Значи што тој значи закон ќе важи 5 години. Ако вие денеска почнете да инвестирате, државата ви гарантира дека во еден рок од 5 години ќе ве поддржува со вашиот бизнис план и точно тоа е предвидливоста за која што вие зборувате и која што стопанствениците ја сакаат. Не, јас не би се сложила дека има предвидливост, кажав само еден пример, тоа е персоналниот данок. Ама остите го сега данокот. Политика, видете, индустријска политика и даночна политика имаат допирни точки, ама се различни работи. И голем ефект врз бизнисите, и двете. Видете, господја Никоска. Значи, да се концентрираме на тоа што кажавте. Вие рековте барате предвидливост. Јас предвидливоста ја предложив во закон. Има закон. Значи секој по закон знае што го да очекува следните 5 години. Но не само следните 5 години. Вие имате и нови компании кои што следната година ќе исполнат услови и ќе влезат во тој закон. Значи направивме една широка индустријска политика. Значи има политика индустријска. Таа индустријска политика можеме да ја критикуваме, можеме да викаме дека може да се подобри, но таа индустријска политика е направена врз база на анализите на Светска банка, врз база на анализите на Виенскиот економски институт, таа е направена врз база на анализите на стопанските комори и таа е направена по јавна расправа широка. Сега, јас ве молам, предложете концепт. Јас слушам, требат анализи, па ние анализираме 25 години. Дај конкретно нешто да направиме. Еве ние направивме. Дај тоа што го направивме, да видиме, да го критикуваме, да видиме кои резултати ќе ги донесе, зошто нема да ги донесе и така натаму. Дека уште рано да се оцени тоа. Па затоа и викам. Држи. Да, али ние викаме дали имаме политика. Еве имаме. Индустријската политика викаме ќе поддржи. Прво, успешните ги влечат и другите компании. Тоа е законот за финансиска поддршка на инвестициите. Фондот за иновативност дава на малите и средни предпријатија, само за нив, пазете, точно тие што се во ланецот да ги натераме да извезуваат, технологија да добијат. Добро. Стартапите и акселераторите, за стартапи и за младите луѓе да добијат шанса да пристапат кон средства за да можат да направат компании. Значи, направивме широка лепеза за сите. Дали се средствата доволни за Македонија? Не се. Зошто? Затоа што ги делиме од македонскиот буџет, кој што е толкав што е.
Но тоа е прв пат оваа година да сме издвоиле над 30 милиона евра за оваа намена. Досега никогаш не ни треба издвоиле. веројатно долга расправа за администрацијата која троши големи средства од Може буџетот. ли само да повлечеме една... Мислам, колешката Никица Мојсовски укажа на една значајна разлика меѓу концептот кој што го промовира господинот Ангјушев и сегашната влада и она што е сега современо модерно во областа на индустријската политика. Овој пристап хоризонтален, ја фрлате мрежата, нели што се фати, е напуштен или се напушта. Вертикалниот пристап е повеќе Мислите да се има визија, пак да се оди код неа. Вертикален пристап конкретни сектори, значи кои што ќе ги дефинирате. Она што може да биде пропулзивно во даден временски период. Во зависност од структурата, познавање на структурата сегашна македонската индустрија. Ние не можеме да праќаме луѓе на Марс, нели така? Имаше претходната влада. Дали е дисконтинуитет во прашање? Не. Имаше индустријска политика, но нешто слично на ова. Или насочена, видите, сосема различни беа условите. Република Македонија 2006-2007 година не беше на мапата на светскиот бизнис. Претходната влада, тоа треба да се акцептира, да се прикаже како заслуга, ја стави на мапата. Со промоции и така натаму, привлекување на странски инвестиции, но велам, тој пристап беше повторно хоризонтален и нагласката беше ставена на она привлекување на странски инвестиции за зголемување на вработеноста и извозот во Република Македонија. Добра, ма потпредседателот вели дека во градењето на таа стратегија, тој концепт биле јавни дебати, сте учествувале во тие дебати. Има ли некој кој не бил сослушан? Бидејќи ја мислам дека за сите политики што се кројат во државата, секогаш постои дебата дали имало доволно дебата. Имало ли професорке некој кој не бил сослушан? Мало дебата, меѓутоа може. Јас реков, имаме различен пристап. Добро, концептуална е разликата. Концептуална е разликата. Значи, она што јас кажувам дека повторувам дека недостасува, тоа е значи фокус на фирмите кои што можат да бидат успешни, кои што се потенцијални извозници. Значи има за извозниците стандардизација, значи лепеза на мерки преку Министерство за економија, лепеза на мерки кои што стојат на располагање. Например, да речеме да го поедноставиме тоа. Спомнав многу едноставно да им помогнеме да произведуваат стандардни производи, да добијат стандарди, да едноставно тоа е за нив преголем трошок. И да стигнат до информација и да ја применат, односно да... Видете, професорке, јас фирми градам од 0 до 1000 вработени пред да бидам подпредседател на влада. Значи, тоа сум го правил во период од 15 години, значи од 0 до 1000 вработени. Нив што им треба. Вие можете да им донесете колку сакате стандарди. И тоа е добро, и тоа треба да се прави. Јас не викам дека не треба да се прави. Ако ми верувате, ИПА ја планираме сега за конкурентност за 2019 година и управо тоа е таргетот како да го зголемиме капацитетот на Министерство за економија во делот на стандардизации, обуки, нивни, значи тоа се меки мерки, како да кажам. Меѓутоа, тој не може да прави ништо ако нема основни средства тоа да го прави. А тие средства мора да бидат високотехнолошки развиени. Значи, он мора да има средства да купи технологија. Без технологија нема индустрија. И тоа сите мораме да го разбереме. Не се прави индустрија со стандарди. Кој треба тоа да го финансира? Па еве, управо тоа се обидуваме да кажеме. Значи, ако ние им помогнеме на тие кои што имаат добра идеја, да дојдат до средства, како може таа технологија да ја набават и да во нејзе инвестираат. Тоа е реалната помош. Мислите само на странската помош или мислите и на раздвижување на банкарскиот сектор во таа смисла? Мислам на сите сегменти. Значи, видете, прво да приметиме дека реалните камати се паднати, така. Дека сега правиме програма преку Македонската банка за поддршка на развојот да може директно да пласира средства, да не биде тоа Македонска банка за поддршка на банките. Значи, лепеза на мерки има цела. Значи, ја пак ќе кажам, не сакам да ја претварам во монолог оваа емисија за да зборувам, само сакам да кажам дека ние воопшто не се разликуваме во тоа што го зборуваме. Точно тоа што професорката го побара, да има предвидливост. Па закон, прв пат, да бидете сигурни по закон. Значи, нема никој министер во кабинет да ви одлучува дали сте вие подобни или не сте подобни. Каква поголема предвидливост од тоа да обезбедиме? Правна држава, да речеме. Тоа е да. Тука, видете, ако сакате како инвеститор да ме прашате било кој, јас сега разговарам со сите странски инвеститори, што им ја нив во прв ред? Да, субвенциите и поддршката се, тоа беше насочена претходната програма. Меѓутоа, они сакаат повеќе да имаат владење на правото и да имаат стабилна држава. Тоа е многу битно за нив. Значи, што значи стабилна држава? Стабилна држава значи за мала земја како Македонија да бидеме членка на Европска унија и на НАТО. И ништо повеќе за нив не значи. Значи, управо тоа значи за нив стабилна држава.
Дајте да ги насочиме сите сили. Да одиме по тој пат. Зошто? Заради тоа што тоа во крајна линија е економија. Зошто? Ви го спомнав примерот со Бугарија. Брисел има фондови за сите кои што се под 75% од просекот, а Македонија е таква, добива сериозни средства од Европската унија за технологија. Ја знаеме аргументацијата подпредседателя, меѓутоа гледаме до кај стигнавме, професоре. Не, да заокружиме оваа тема, мислам. Да, добро. Ако имате време нешто друго. Ни останува уште малку затоа што да проговориме. Не сака да кажам, сепак останува концептуалната разлика овде кажуваше меѓу хоризонтален и вертикален пристап, вертикалниот во смисла на таргетирани сектори. Овој пристап што сега го промовира преку Законот за финансиска поддршка владата, да речеме и со фронтмен од господинот Ангјушев, подлежи на арбитрарности. Во која смисла? Видите, гледајќи ги критериумите, дали ќе биде фирмата профитабилна во 3 години, зошто 3 години или 5 години и така натаму, секогаш може да имате, тоа е како да поставите услови за тендер. Добро, ама не може без никакви услови, претпоставам. Ризикот ќе си го превземат тие кои што се разбираме. Значи сепак постои концептуална разлика, кажав. Добро, јас ви ветувам дека по 2 години пак ќе се собереме за да оцениме политика. Тоа влада бидејќи значи идејата на оваа влада беше таргетирани странски инвестиции. Значи сите очекувавме дека ќе се работи на приоритетни сектори. Така беше, дека не прифаќаме било која странска инвестиција. Значи зборувам од тој аспект и неочекувано завршивме со хоризонтален пристап. Не е точно. Мислите кој ќе чукне на вратата му се отвора? Не, апсолутно не. Значи има странски инвеститори кои што се одбиени. Има странски инвеститори кои што се со сомнителен капитал и тие се апсолутно одбиени. Има странски, дозволете. Значи не е хоризонтален пристапот. Пристапот е согласно критериум. Па сигурно не е подобар критериум дали ми се допаѓа и да дојде да се договорам у 4 очи и да го класификувам договорот. Тоа сигурно не е пристап. Значи во тој смисол сакам да ви кажам дека вие сте биле вие министер, сте биле во влада, сте биле надвор од влада, професор сте долги години, вие сте професорка за економија, ај кажете ги кои се таргетираните економии и области во Република Македонија. Баш би сакал да ги слушнам. И тука ќе заглавиме. И сега што? Нема да правиме кондиторски производи, ќе ги затвориме витаминка, мак прогрес, нема правиме метална индустрија, нема да правиме. Мораме да дозволиме, бидејќи Македонија не може да прави таргетирани економии, само сектори одредени, бидејќи македонското стопанство мора да биде извозно ориентирано. А ќе биде извозно ориентирано таму каде што ќе најдете капацитет за предприемиштво и луѓе кои што ќе организираат производство кое што ќе може да биде продадено, па било која и област да е. Господин Андјушев сака професор Славевски, па потоа Благица ќе замолиме за. Ги исполнавте овие индустрии, нели, кондиторски и така натаму. Ќе таргетираме на тој начин оние што се постојни, да им овозможиме барем за еден степен да дојдат до производ со повисока додадена вредност. Па кондиторската веројатно технологија тоа го прави. Пример кондиторската индустрија. Мојата идеја која што и од порано ја заговараме токму тоа дека нас ни требаат компании независно од кој сектор се, меѓутоа оние кои имаат финален производ, оние кои имаат највисока додадена вредност, без разлика од каде доаѓаат компанија, ако тие во економијата го зголемуваат колачот на економијата, без разлика од каде доаѓаат и треба токму тие да ги таргетираме. Мислам дека оваа тема пристојна пресековме со тоа што ќе треба да си земеме време да го преоцениме целиот овој концепт. Инаку се гледа дека има концептуална разлика и ќе видиме. Јас сега на крајот би сакал, бидејќи имаме уште некоја минута, да прашам, влегуваме во политичка криза. Мислам, глупаво е да ја прашам како тоа ќе се одрази на економијата, бидејќи претпоставам дека сите ќе се согласите дека тоа ќе се одрази лошо. Но може ли македонската економија да издржи уште една политичка криза и колку е практично нејзината кондиција, колку месеци може тоа? Може ли година, две уште да трае? Што ќе биде? Професорке, како ви се чини вам таа процедура? Како ми се чини, досега се покажала македонската економија доста отпорна и издржлива. Да, апсолутно. Дури во многу тешки времења сме имале високи стапки на раст на економијата. Имаме шанса да испуштиме поголеми шанси, да кажем, во смисла на понуди и така. Може би тоа е новата ситуација. Вака, значи би кажала дека најголема улога во цела оваа ситуација мислам има подпредседателот на владата за економски прашања, чија улога според мене е да испраќа силни сигнали до економијата дека економските реформи ќе продолжат и дека нема да се застане. Значи не мислам дека улогата на подпредседателот е да кажува дека има крај за македонската економија и така натаму. Значи шансите се големи. За транзицијата, не за економијата. Добра. Значи секоја споредба дали со соседните земји пред, после и така натаму да бидеме внимателни во сето тоа.
Во овој период во емисиите навистина се споменуваат такви податоци кои што се комплетно грешни. Значи да бидеме многу внимателни и сигналите кон економијата да бидат многу јасни од владата. Значи дека на патот на реформите и дека економската политика е високо приоритет. Професор, ќе дозволите дека сепак се работи за политичари кои што имаат и агенда и таа агенда не е веројатно ни беззначајна во известна смисла интеграција. Тие имаат голема политичка одговорност во овој период, многу поголема отколку во. Професоре, па мислам дека секогаш така било, така и е сега. Најголема одговорност е на владата, нели, тековната, да не дозволи земјата да влезе во политичка криза. Која би се одразила по тој и на економијата? Се разбира, економијата трпи секогаш без разлика на тоа какви сигнали ќе се праќат и така натаму, неизвестноста се зголемува и кај домакинствата и кај фирмите, односно кај приватниот сектор, да не зборуваме за странските инвеститори. Но мислам дека владата, доколку постапува поинаку во целиот овој процес, мислам, не наздувајќи ги демократските процеси, може позитивно да влие земјата да не влезе во длабока политичка криза. Добро, денеска започна еден процес за кој ќе ни треба барем уште 2 часа да го дискутираме кој политички. Благица, повегате, како вам се чини? Тука веќе ќе имаме согласност дека секоја една политичка неизвестност влијае на економијата, колку и да е економијата издржлива, можеби може ли македонската економија да издржи? Можеби економијата е издржлива, меѓутоа таа политичка неизвестност не и дава на економијата да блесне и да оди напред. Да го оствари својот потенцијал. Дефинитивно. Подпредседателе, вие го имате завршниот збор, некако така изгледува сега, највисок сте по функција. Јас сум многу среќен што во вториот квартал се покажа бруто домашен производ, раст на бруто домашен производ во споредба со 17 година од 3,1%. Но зошто го зборувам ова? Заради тоа што тоа е направено во услови кога имаме минус 17% градежништво, кај што е државата во споредба со претходната година. Што значи тоа? Кој ги направи тие 3,1%? Ги направи реалната економија. И јас сум тука многу среќен. Мислам дека тоа треба да го потенцираме. Дека овој раст прв пат во историјата на Република Македонија е раст од реалната економија, а не од државата. Што? Светска банка прогнозира 2,5 до крај. Не, зборувам за вториот квартал конкретно. Сега ќе видиме до крајот на годината, има време, ќе го видиме, мислам дека ќе дискутираме на таа тема дополнително. Она што сакам да го кажам, политиката треба колку што може помалце да има влијание врз реалната економија. Мислам дека тоа е правецот во кој што ќе ја носиме економијата. Од друга страна, дали ќе има влијание, се разбира. Значи неизвестноста, ви кажав, стабилноста на државата е многу голем фактор за било кој инвеститор. Дајте, значи треба да смогнеме сили и разум сите. Овој процес што е тргнат, кој што го поддржува цел свет, ние сме мали да сами да обстанеме. Дајте да го истераме. Дајте да се надевам јас дека ќе се најде конечно разум у парламентот да не се оди на нови избори, бидејќи новите избори значат губење време, значат застој, значат многу работи. Се надевам дека конечно ќе се најде разум за сета таа работа. Ја видовме поддршката од цел свет, видовме каде треба да одиме, ние сме премногу мали за на тоа му покрси. Предпоставам дека е напразно да правиме прогнози за нешто што секако ќе се види за неколку дена. Така. Јас би сакал да ви се заблагодарам на сите, јас знам дека е времето кратко, но кога имате квалитетни гости успеавме барем неколку теми логично ги пресечеме. Ви благодарам и се надам ќе се видиме за да преоцениме владината политика, да речеме најмалку за 6 месеци. Јас со задоволство ќе учествувам на тие емисии. Ви благодарам вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Останете на програмата на Еден телевизија. Утре со вас ќе биде вашиот домаќин Александар Чомовски, за кој сум сигурен дека ќе има исто толку и веројатно поинтересни гости, можеби и од денешниот ден, иако е тоа тешка задача. Ви пожелувам добра ноќ и останете со нашата програма.